Интервентна помош од државата за ѓубрива ќе добијат и производителите на сончоглед, пченка и ориз. Ова денес во Штип го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски, потенцирајќи дека на предлог на министерството ќе се бара од владата проширување на програмата за интервентна помош во земјоделието, за да се поттикне производството на храна. Веќе се подготвува проширување на програмата за интервентниот фонд која што владата веќе ја донесе, во која освен субвенцијата за набавка на вештачко ѓубриво за површини со пченица и јачмен, иста ваква субвенција се планира и за површини со сончоглед, пченка и ориз. Ова ќе биде 3000 денари поддршка по хектар токму за набавка на вештачко ѓубриво. Оваа програма ќе биде предложена од Министерството на следната владина седница. Дополнително потврдено е дека од Србија ќе се испорачаат сите договорени количини на рафинирано и нерафинирано масло за јадење. Од тука би сакал да информирам јавноста дека на средбата со вице-премиерот на српската влада Недимовиќ договоривме и во делот на маслото од сончоглед во следните денови Србија да ја тргне забраната за извоз за Северна Македонија, како дел од иницијативата Open Balkan. Со тоа сите договорени количини на сите фирми за рафинирано и нерафинирано масло од сончоглед ќе бидат испочитувани и испорачени. Од наредната недела започнуваат средби со земјоделците за така наречено договорно производство, кое освен за сончоглед ќе се однесува и на производство на маслодајна репка. Најголемиот производител на масло за јадење во државата, Штипски Брилијант, има залихи за уште 2 до 3 месеци, но оттаму потенцираа дека производната цена е варијабилна и зависна од берзанските движења. Ние чиеме доволно масло за следните отприлика 2,5-3 месеци да испорачуваме на македонскиот пазар. А што се однесе до цената, јас се знам вчерашната, колку е на светските пазари на сировото масло. Денештата не знам, утрештата, која ќе биде никој не знае. Примато, моменталната што ние, ја знаеме и нешто купуваме, е околу 2350 евра по тон, сирово зборувам. Дали таја утре или денеска е 2400 или 2500, или некој има најавуваат и нешто поевтино, не можам да го договорам. Во однос на недостигот на масло за јадење во малопродажбата, од Брилијант потенцира дека тоа не е резултат на реален недостиг на масло, туку дека одреден период тие не пуштале масло во продажба поради нејаснотии околу владините мерки. Во моментов сите дилеми биле разјаснети и доволни количини на масло се пуштени во продажба.